Благодарам, Симона, за најавата. Да, ја продолжуваме темата домување, како што најави ти наш соговорник ова утро е Васе Самараков, председател на групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор при Стопанската комора. Со него ќе разговараме за тоа состојбите во оваа дејност, предизвиците со кои се соочуваат управителите и станарите, како и за потребата од унапредување на законската рамка. Господине Самараков, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на можноста да ме поканите да разговараме за темата за домувањето и да видиме кои се проблемите во домувањето. Така да благодарам и на вас и на гледачите. Мислам дека ќе одговориме на некои од значајните прашања. Токму и со тоа прашање ќе го започнеме нашиот разговор. Кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат управителите на станбени згради? Од секогаш во домувањето најчестите проблеми биле плаќањата. Значи финансискиот дел е најтежок. Дел од граѓаните не ги извршуваат своите обврски навремено и тогаш доаѓаме секогаш до еден мал проблем на неможноста навремено да се сервисираат секои од проблемите кои ги има самата зграда. Дали се во поправки во инвестицијските најчесто работи, а тоа се зградите кои имат проблеми, постарите згради кои имат проблеми со кровови, лифтови, фасади, дали се пумпите и така. Тие се најчестите проблеми. Покрај тоа се соочуваме и со одговорноста. Значи, одговорноста кај станарите е исто толку голема како можност дека треба да одлучуваат, не само да плаќаат сметки редовно или да викат дека платиле сметка на управителот, него таа одговорност е дека и треба да одлучуваат и да го почитуваат својот куќен ред, за да може таа зграда да функционира, да биде во добра кондиција, за да може да знаат дека самите станови утре ќе им бидат продадени малку со повисока цена, дека самиот изглед на зградата е функционален и така. Колегите во студио веќе зборуваа за измените на законот за домување со председателот на регулаторната комисија за домување. Вас би сакал да ве прашам дали изменетата постојана законска регулатива е доволна или се потребни дополнителни измени и усугласувања? Значи, измените на законот што беа донесени, тие се од позитивен чекор, за тоа што ние работевме заедно како групација, работевме заедно со регулаторна комисија за домување, Министерството за транспорт и врски и други релевантни. Донесовме дел од законите, но тие не се доволни за да може да се опфатат сите празнини во тој закон и затоа ние поднесовме некои нови барања до Министерството и чекаме на одговор, се разбира, за да можеме да разговараме кои се тие други празнини што можеме да ги решиме. Точно е дека управителите се соочуваат и со начинот на наплата. Ние многу тешко можеме да ги собереме парите од станарите. Тој дел е малку по долг процес и ние се соочуваме со ликвидност на моменти или сервисирање на сите тие плаќања, средства кон трети лица и така. Така да ние се надеваме дека тие проблеми во иднина ќе ги убрзаме заедно со регулаторна комисија за домување и сме во добра соработка со нив и мислиме дека и како управителите и искуството наше кое е на терен, мислиме дека доста од законите ќе ги поправиме во однос на подобра комуникација помеѓу станарите, управителите и сите надлежни институции. И мислам дека надлежните институции се едни тие кои што ќе мораме малку повеќе да соработуваме со нив. Господине Самараков, колку граѓаните се информирани за своите обврски и права кога станува збор за управување со заедничкиот простор? Можем да потенцирам дека информираноста на граѓаните е една од клучните слабости. Тие знаат дека треба да бидат како заедница, ама кога доаѓа делот за одлучување, за работа, почитување на куќните редови, почитување
на и културата внатре во самата зграда, тогаш не е секогаш исто. Дел од граѓаните се совесни и повеќето се совесни, но дел не се совесни. И така да мислам дека често тие обврски се само ограничување и они мислат дека мора да плаќаат тие месечни трошоци и толку. Не треба да се организираат во заедници, да дават своји мисли на предлози како би биле како би биле подобрени условите за живење во самата зграда. Така, мислам дека треба да работат институциите, ние да бидат малку повеќе на телевизија, вие како медиуми да давате значај на тие работи, да бидат информираноста, да биде поголема. Ние како управители да ги даваме тие исти знаења и начини како треба да се управува со зградата. Така да мислам дека заедничката соработка мислам дека ќе даде повеќе плод за разбирање и знаење за нашата дејност. Така. И за крај на нашиот разговор, кои се приоритетите и идните активности на групацијата за домување во насока на подобрување на оваа област? Како групација, нашиот фокус во наредниот период ќе биде на неколку клучни области. И сега, како во кажувањето мој беше дел од законската рамка, сакаме да ја продлабочиме, да ги видиме сите тие недостатоци кои беа детектирани со новиот закон за домување, да ги поправиме во интерес на сите и во интерес и на управителите и на станарите, и мислам дека тука ќе биде нашиот фокус. Очекувам да ги решаваме проблемите само побрзо, затоа што во нашето чекање овде некои од нашите работи кои треба да ги извршиме во самите згради стојат и не може да се решат толку брзо. И затоа мислам дека едукацијата исто ќе биде важна, многу важна, за да прикажеме на самите станари и на граѓаните дека сите живееме во згради и нашето живење ќе биде полесно ако заедничката соработка е тоа. Така да тука го гледам фокусот на управителите и мислам дека заедничката соработка со регулаторна комисија и со Министерството ќе даде плод за нашата работа. Господине Самараков, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас на поканата. Се надевам дека за краткото време малку од прашањето одговоривме, а мислам дека председателот ќе даде малку поопштирен одговор. Така. За управувањето со станбените згради, за потребите за ефикасно одржување, транспарентност и јасни правила, утрово во Македонија наутро разговаравме со председателот на групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија, господинот Васе Самараков.